Вечерва прв студиски граѓански форум. Нашите гледачи, сите со граѓани во улога на експерти на животот. Што мислат? Како да се промениме? Кои се приоритетите? Како ја преживеа 2018-та и какви се предизвиците што следат? Еден ТВ ќе го продлабочува медиумскиот и општествениот диалог како форма на разбирање и како модел на различноста на мислењата. Телевизиски форум со модерација на ЧОМ. Вечерва 21 часот. Добра вечер, почитувани гледачи. Или идни наши почитувани коментатори, аналитичари, или како што од сега имам намера да ги нарекувам експерти на животот. Изгледа дека ми се потрефи идејата да ја обобштам смислата на комуникација на телевизијата со своите клиенти, со своите гледачи. И ми се чини дека легна и идејата и понудата дел од вас, кои се, освен што се јавувате преку телефони, да дојдете во телевизиското студио. Пред 2-3 недели ги објавив и телефоните, вие оставивте некој од своите мобилни телефони за комуникација и утринава го отворив тефтерот и од 20 темина, што ми беа доставени од режијата и од нашата секретарка, ги вртев телефоните. Поразни остави, нешто предпразнично, нешто предбожикно. 5 мина од тие 20 мина се решија да дојдат во студиото. Дури утринава им ги разбрав имињата, целосно, професиите и цело време ме прашуваа што ќе зборуваме. Нит ги прашав што сака да решат, нит им кажувам што ќе ги прашам. Едноставно, животот тече низ диалогот. Онака како што понекогаш се среќаваме во продавница, во парламент, на плоштад, на планина, каде и да е, луѓето меѓу себе комуницираат. Мои вечерашни гости во овој граѓански парламент се Ангеле Крстевски, пензионер, Љупчо Јанковски, камионџија или возач, Александар Божиновски, бизнисмен, Енвер Ајдини, училишен професор, со кого по стекна околности веќе се познава малку подолго, и Миле Цветановски, екс-банкарски службеник. Ви благодарам што дојдовте. Од мојата страна со Љупчо Јанковски, кој ги крстосува светските магистрали. Овој Пиер Кандек ќе биде многу среќен и со ваша блуза и со моја осако, но ќе му наплатиме башка него. Зашто се решите да дојдете? Како ви изгледа оваа идеја? Вие да бидете експертите на јавноста или можеби ви е збогтисано од сите овие наши политички пара експерти и аналитичари кои понекогаш целата јавност ја збунуваат. Што вие мислите? Само политика, никој не е за работа. Само политика. Треба и работа. И добре, еве, вие работите. А да. Сепак сакате и дојдовте и низ политика и низ животот да кажете што мислите за собствената ситуација. Собствена ситуација е катастрофа. Никој не мисли за обичниот граѓанин како се снаоѓа. Скоро имаше на телевизија исто за тие извршители. За некој намалување на такси кажаа дека ќе немале работа. Ја 40 години сам се борам, никој не ме праша како станувам. Дали имам работа, дали немам, кај работам, што работам. Ако немаат работа, ќе јадат малце од оно што го заработија со глобите кон народот. Еве, доказ. Да, што е за 1300 денари, 40.000 денари од 2011 година, никој не ме обавестил. Добро, една од темите. Ми се чини дека најревносен и со голем респект кон него е пензионерот Ангеле Крстевски. Зашто се решите да дојдете? Што ве испровоцира? Слушајте, имав напишана една колумна во Слободен печат. Добро. Таа колумна имаше наслов како се произведуваат покорни граѓани. Во таа колумна напишав неколку точки кои допринесуваат за покорноста на граѓаните. Меѓутоа, Слободен печат излегува во 12.000 примероци. Македонија има не знам колку, можда нема 2 милиона жители, меѓутоа има сигурно милион најмалку.
Милиони 500 вака да се држиме до некак. Па размислив ја колку луѓе прочитаат тоа што сум го напишал. Мислам дека телевизијата е по-приступачна кај луѓето и сакам околу тоа да дискутирам. Бевте меѓу првите што се јавивте кога ве покани да дојдете, рековте да, доаѓам. И први, мислам дека вашиот телефон е втор што остана кај секретарката. Слушајте, обично луѓето се револтирани и тогаш сака да проговорат. Кога немаш некоја мака, нема да зборуваш. А имате гнев сега вие на овие 50 години да речеме. Одма ќе ви кажам. Пред некое време, не знам колку има, сигурно едно 5-6 дена. На гости ви беше тука една судијка. Добро. Ќе ја кажам по име и презиме. Антоанета Димовска се вика. Та незината пресуда беше тоа да плаќам ја сега 1/3 од пензијата. Ми дојдоа извршители и ме задолжи она со незините тија, мислам, керефеци, да кажам, понародно, со 100.000 денари. А никаква врска нема. Колку имате пензија? Пензија, имам ја добра пензија. Јас сум долго време машински инженер у завод Тито. Имам добра пензија. Меѓутоа не е важно тоа колка 1/3 ми се држуваат. 100.000 денари. Меголица самата како ја дефиниравте? Мислам, тоа беше као повод. Добро, како ја дефиниравте покорноста на граѓаните? Кон кого? Кон власта, кон животот, кон перцепција дека не се слогаме во овие транзицијски времиња? Знаете што? Да. Околу тоа покорноста и околу оваа колумна што ја напишав, би требало малку подолго да се разговара. Сега нема време, треба сите да кажат по нешто, нели? Добро. Меѓутоа, мислам, овдека јас што наведов прво проблеми што ги имаме со полиција. Значи, полиција не реагира воопшто. Не ги интересира. Вика судски одлуки. Понатаму, катастар. Катастарот направи катастрофа. И као последица на тој катастар се појавија додатни проблеми. После тоа се појавија судиите со нивните, мислам сега да не да запремати ќе стигнеме до дното на државата. Да. Добро вечер за Александар Божиновски. Ранаев како бизнисмен, со што се занимавате? Добро вечер, господин Чумовски. Пред се ви благодарам за поканата и огромното чувство визави да разговарате со народот, односно се слушне гласот на народот. Тоа ја покажува вашата професионалност, односно еминентната личност. Мојата професија е заштита од пожари, односно заштита од пожари, експлозии и опасни материи. По професија сум дипломиран криминалист, а војно и магистратура безбедносно инженерство. Инспирацијата за вашата покана војно и присуството во вашето студио е недомаќинското раководење на политичките елити во Македонија. Воено сум и председател на новоформираното движење кое се вика Македонска фаланга за ширење на општото добро со центар во Кочани. И немојте пак Александар Македонски војската да... Едва се ослободивме малце од оваа перцепција на своевидна антиквизација на Македонија. Пак се враќаме или ја земате суштината на фалангата како борбен дух? Фалангата, борбен дух да, но меѓутоа фалангата никогаш не престанала да не функционира. Таа функционира секогаш. Сакам уште нешто... Таа се активира по потреба, значи кога веќе народот се е во некоја опасност. Вие велите дека сте експерт за гасење на пожар. Гори ли Македонија? Гори да. По кој смисло? Секако, како сакате. Обично кој ќе кажеме нечини, сиромашни сме, суството е катастрофално, сето тоа се мали пожари кои прават голем оган. Видете, господин Чомовски, тука сум дојден јас поради недомаќинското и неодговорното раководење на државата од политичарите. Тука станува збор за закадениот воздух. Станува збор за закадената вода и храна. Станува за угнетувањето на народот и распродажбата на државата. Тоа е многу чувствителна материја. Никој до сега одговорно не се однесува спрема сопствениот народ. Ова политика што се води во Македонија, ова е перфидна политика,
Во Македонија циркулираат перфидни политичари. Да кажам од независноста па се до денеска. Што е целта на перфидните политичари? Зад кулисно да ја искористат лојалноста на оној лојалниот народ. Се со цел да дојдат на позиции пред и над нив. Ама тема една работа. Граѓаните ги бираат. Дали сме ние виновни што ги избираме? Ние сме виновни. Да, но ми тоа треба да се превземе нешто. Ние превземаме, еве, како движење во македонската фаланга, ние превземаме. Превземаме и сугерираме. Едуцираме. Нажалост, еве, прв пат се излегуваме на телевизискиве предаватели да го искажеме нашиот став. Инаку, нашиот став секогаш беше искажуван преку Facebook страните. Немавме можност да се доискажеме, едноставно да ги презентираме нашите идеи, нашата мисија, зашто се залага. Огромна е материјата и сакам да посветиме внимание малце и на загадувањето, сакам да посветиме внимание и на политиката, сакам да посветиме внимание малце и на црквите. Добро. Енвер Ајдини, ние се познаваме од времето на вашите и нашите борби со студентските и наставничките университетските пленуми. Ако денеска ве прашам, ви исполнува чувството дека држава се сврти кон образованието или како допира до вас ова перцепција дека Македонија тоне заради тоа што имаме дефектен образовен систем од своето основно до универзитетското? Вака, значи, образованието, кај нас прво благодарам за поканата во емисијата, е една од најсложените системи во државата, значи, заедно со здравството. Почнувајќи, значи, од активизмот, значи, мојот, од незадоволството на самите реформи во образованието, можам отворено да кажем, значи, многу малку се сменило, да кажем, од кога сум активиран во тој пленумот, што ги спомна и наставнички, студентски, па ученички. Нешто е сменето, нешто кое е почнато, значи има најава дека ќе се сменат работи, ама некако стоиме на место. Значи во една хиерархија на тој образовен систем, каде што ние наставнициве сме во таа хиерархија сме последна фела, каде што и не осеќаме одговорност, значи што не сме ни прашани, значи за реформите што се носат кај нас. И тука е грешката, значи сите реформи се носат од горе па надоле. Ние само дознаваме дека нешто е донесено, без да се, значи, без да се обезбедат современи услови, значи, за развивање на такви реформи, да кажеме, што се преземат од други развиени образовни системи во светот. И затоа баш ми беше убаво поканата, значи уште еднаш, значи, некако го заборавивме образованието, а во последно време и самиот наставник. Наставникот кој наставник во последно време е оставен сам на себе, значи се снаоѓа како што може, значи во сите овие турбулентни ситуации кои се догаѓаат во самото образование, почнувајќи од основното, средното, кај што јас работам, каде што сум професор во стручно училиште, па се догоре до... Добро. Кроки малце за да влеземе во темата. Миле Цветановски, што ве понесе до овде да дојдете? Идејата или тоа што сакате да го кажете? Првин добро вечер на вас, водителот Чомовски. Благодарам за поканата и за вашата телевизија, која мислам дека е најгледана во Република Македонија. Да не се фалиме, рано е уште, ама ќе направиме. Така, повелете. Така пишува во телопот. Па што ме понесе? Прво, целокупната ситуација општа, политичка и економска во Република Македонија. Гледајќи ги емисиите по телевизијата, гледајќи ги вашата претечна телевизија, вашата храброст што се одважувате дека ги кажете реално сите работи, ретко кој водител во последно време ги кажува работите како што треба. Луѓето, мислам дека во последно време се одважуваат да кажуваат за проблемите што ги притискаат. Најчесто се знае, да не повторувам економските проблеми со кои секој човек се соочува.
обичниот граѓанин, средната класа која више не постои. А да не зборуваме за политичарите и луѓето што се на функција, кои уопште не мислат за народот. Само бараат кога треба избори, да ги соберат народот, да гласаат за нив, ќе се намесат на позиции, на функции, после тоа забораваат и телефони, и добар ден, и поминува покрај тебе како низ турски гробишта. Значи, фактички, незахвална работа, како да ви кажам. Што имате во малиот джеп? Која мака ве носи за да дојдете во студиото, освен ова перцепција на граѓанин кој има убава рецензија на тоа што не обкружува? Што имате? Имате некоја мака, нешто ве тишти? Па не мака уопште конкретно во смисол мака. Еве дојде на пример Љупчо и вели како рековте за 1300 денара паркинг, Да. треба да платите колку? Со камата сега е сигурно 40.000 денари. И кој е се вклучен во Од тој ланец? 2011 година, еве кој е. Ќе ги читам, нема зашто да лажам. Да. Значи, се работи за фактура градски паркинг. Добро. 1300 денари. Да. Јас немам склучено договор, не знам за каква фактура се работи. Добро. Ова решение е од нотар Снежана Видовска, која го пратила кај извршител. Кој е извршител? Значи, извршител Пулејков, мислам. го има. Има, добро. Александар Пулејков. Александар Пулејков. Пулејков. Она го пратила тоа. Значи тука градски паркинг за ова фактура се 2010 година. 2011 некој адвокат Владо Пешликовски, нотар Снежана Видовска и извршител тој. 4-5 институции, овде јас не сум влезен. Значи најодговорно тврдам, воопште никој не ми извести. Добро, што вас Ме прашавте, Да. сум должен да ви одговорам. Од прилика за истата ситуација која ги тишти граѓаните на Република Македонија, јас тој случај го имам поминато, осетено на своја кожа. Него се работи за мојот внук, кој исто така имаше тоа зам за правење на свадба, за 100 евра, за 6000 денари, мисли че неколку 500 евра плати со се затезна камата и тоа кај извршител Андреја Буневски. Што е најсимптоматично, не е проблем. Уствари е проблем, затоа што е каматата огромна. Идеш кај извршителот, прашуваш, влегуваш, прво извршителот нигде не се појавува. Се појавуваат некои бодигарди. Па и извршителите се сега главни бизнесмени у Македонија. Не, тие не се појавуваат. Тие се како заштитени мечки, бели мечки. Нигде ги нема. Влегуваш, од вратата чекаат бодигарди или некои други нивни. Што е работата тоа? А вика мора да се плати долгот. Ти човече разбери како мора, нема пари. Не ме интересира. Бе, добро, ние не сме на Митпазар да се пазариме, нема Битпазар. Нешто да платиш. Па дај да платим. Зашто Како не да, плативте, например? како да плати? Зашто кога За 100 евра, зашто не сте платили? Тоа е авторски придонес што е нормален. И јас сум платил, сум правил свадба и мора да платам. Зашто вие не плативте? Ама не е тоа, нема опомена, нема ништо. После 5 години, 10 години. Некој платија, некој не платија во тоа време. Добро. И што се случува? Што е најсимптоматично? Има, нели законот кажува 1/3 од платата. Тоа нигде не се спроведува. Тоа само на по луѓето се слуша 1/3. Кога ќе се соочите со тој проблем, кога ќе отидете таму, нема 1/3. Вика, најди се нешто донеси. Ама колку? 500, 1000 да. Ама имам не 1/3, 3/3 задршка. Не ме интересира, вика, мора да се снајдеш. Нешто да платиш. Добро. Тоа е го најголем проблем. Пошто тука кажав имине и презимине, значи уште да кажам, да не биде нешто дека прикривам. Значи сум се обратил до нотарката, да побарав документи како она ми известила, пошто имала направено правосилно решение без моја лична достава. Она ми дава образложение, документите се уништени. Имала право 3 години да ги чува. Во архив на Македонија документите се уништени. Предмет не постои. И сега со адвокат правев жалба до НЕЗЕ. Каде суд? Ми се јави, не, да, мора да ми одговори на моето барање, да одговори како ми доставила. И она сега се јавила на адвокатката, да одам кај НЕЗЕ да ја однесам 500 динара, што го приготвила тоа, и 250 динари да не го праќала по пошта. Добро, поштовани гледачи, тоа е само мал микрокосмос на македонските состојби во кој веројатно сегментарно информираме. Уште еднаш потсетувам, ова вечерва се јас ги нареков нашите, вашите експерти на животот. Ангеле Крстевски, Љупчо Јанковски, Александар Божиновски, Енвер Ајдини и Миле Цветановски. Се разбира, откако ќе направиме еден круг за 2-3 прашања што може би глобално сите не тиштат,
потоа ќе бидете вклучени и вие со ваши коментари и ваши сознанија. Она што првата реакција ми е, имав впечаток дека судии не чинат, извршители не чинат, ние новинарите не чинеме, политичарите да не зборувам, сите не чинат, а ние постоиме. Што е таа карма да не чинеме, и поради тоа и државата ни не ни чини? Ево од вас, и вака по тој круг ќе одим. Па вие треба повеќе да правите вакви емисии. Пошто народот не е нигдека достапен за некој работа. Мене, ако ме слушате, јас би направил како англичаните. Секоја недела на площад Хайд парк. И нека слушаат политичарите. Но, еве јас ќе се обидам. Јас сум за тоа, И не стварно, само што јас, има никој и не други може колеги тоа до го нигде прават. да дојде до една институција да одиш. Не, тука, каде го нема. Значи, одмор треба да земеш да завршиш некоја работа. И одмор да земеш не можеш да завршиш. Било катастар, што кажа колегите, значи, имате телевизија, појдете таму, сите ходници пуни. Катастар, дистрибуција, здравство, да не наименувам, јас толку многу не сакам ни да одам по тие, пошто стварно и не вршиш никаква работа. Сите институции се пуни, ништо. Еве, дистрибуција 2011 година. Заостанат долг 1300 денари. Прв пат ми се јавува сега во 10 месец. Ми дадоа документ, улично осветлување преку извршител, не го рачунале, не сум го платил. Ги прашувам, што правевте од 2012 година до сега? 2018, 6 години, па нели правите завршна сметка? 13, 14, 15, 16, 17. Вака прават. Еве го документот тука е. Значи ништо не функционира. Жената моја денационализација 20 години. 20 години суд. Вакви документи, такви документи. Преснимување, нови имотни листови. Носи имотни листови не се исти со старите, судиката. И само пинг-понг топче. Катастар треба да знае, судиката треба да знае. Нон-стоп истото. Нон-стоп. И сите институции, значи, не функционираат. Ниједна. Господин Крстевски, што е тоа проклество во кое сите помалку или сите вкупно не чиниме? Не знаеме да ги градиме професиите, ние сме некадарни, личностите се на одреден начин прилично невоспитани, груби, непрофесионални. Ја мислам дека не е се така црно баш. О, дај Боже. Повелете. Ја и во таа колумна на крај кажав, за секого не е црно се. Во сета каша што е направена овдека, некој и користи. Ние ги гледаме политичарите секогаш на телевизија, нели? Посебно овие парламентарците, нели користат тие нешто? Зар тие треба да се жалат? Значи не е за нив црно, не. Како Сега зборуваме. Тала Джефери вика, мораме да им даеме доживотни статуси на службеници, и ќе чепркале по контейнери. Добро, тоа е. Политичар кој до таа степен ќе стигне на контейнер, тој не го бива дома донесе лепа, камоли да ја води државата. Не знам за адвокатите дали знаете нешто. Ако читам... Дали знаете за адвокатите нешто? И ја во колумната наведов. На едно рочиште, ние сме 7 души што тужиме, тоа е посебна приказна тужиме. 7 души. На адвокатот му плаќаме по 1500 денари. Поединечно, секој. Секој по 1500 денари, тоа значи 10.500 денари што ќе дојде на рочиште. Ама тоа е ефтината тарифа, сега е многу поголема. Поголема е таа, ни попушта. Меѓутоа, првото рочиште се одлага. Зашто се одлага? Судијата не дошол. Првото рочиште не дошол судијата. Нема никакво образложение. Второто рочиште... Не случајно вела дека кажете еден судија кој одговара за своите постапки. Се работи за... Во овој случај има 2 случаја што ги наведувам овдека, што се предмет на моето пишување. Тој е вториот случај што е катастар направил дарбар. Знаеме што направил катастар. Иако се фалиме дека со ова електронска поврзаност дека брзо стигаме до имотни листи, што е точно и така натаму, ама тоа е точно, меѓутоа ама допро има елементи на подводен јас сум машински инженер. Да, повелете. Мене геометарот ми вика: вие порано сте мереле со метро. Сега ние идеме со GPS, вика.
Идеме со координати. Тој ми вика мене дека имало координати некој. И вика затоа има грешки. Па викам поточно мерење од метро со метро обично не може да биде. Меѓутоа тоа е друго позиционирањето, викаме. А позиционирањето е направиле грешка во позиционирање. И таа грешка толку се појавува да ние конкретно кај нас со случајот што го имаме, ние сме 20 фамилии таму. Сите 20 фамилии сега се изместени. Кој метар, кој два, кој три. И не е тоа проблем, него сега сте вие сите разјадени, меѓу себе конфронтирани, предполагам. И сега еден се најде од тие соседите, вика, ја верувам во катастар. Сега патот, вика, што беше 40 години што користите, сега тоа е мое место, вика, и ја не ве пуштам. Добро, да не ве пуштам. Односно продолжувам со господин Божиновски. Вие бевте на почетокот прилично директен и пластичен, што е блиско до мојата теза. Кој се не чини оваа држава? Сите професии, не ни чини образованието, не чинат новинарите, повторувам, нели? Лекарите имаме недоверба, иако господин Крстовски можеби со право вели дека не е се така црно. Кај е тоа црно петно во грлото или во нашето обкружување? Вака. Дека не чини работа во нашава држава, се што е инволвирано со политика не чини. Вие рековте дали е во здравството, дали е во судството, дали е во полиција, во сите сегменти, значи кои што го креираат јавното мнение, значи во државните институции кои што се директно поврзани со политиката, имаме проблем. Тие на секој начин гледаат како само да ги задоволат своите потреби, личниот интерес, собствениот джеб, одработуваат за личните интереси и за странските интереси. Имаат една хиерархија од врхушката на политичките партии, па се до обичниот лојален партиски подколеничар, кои што заедно, организирано го манипулираат народот. Му ја земаат честноста, поштеноста, лојалноста на собствената држава, се со една цел – да раководат со него. Недозволиво е да се меша во политиката здравството, судството. На докторот му е местото во здравствените установи, на судијата во судските установи. Све е исполитизирано во државава. Го уништија народот, го направија сервилен, подчинет. Ние не живееме во 21 век, господин Чомовски. Ние живееме во робовладетелско општество. Зашто робовладетелско општество? Затоа што нашите политичари се замислени робовладетели, кои што го угнетуваат собствениот народ. Му ја црпат цела енергија. Се со една цел – да бидат нивни робовладетели. Да уживаат во нивниот раскош. Добро, белким феудализмот го поминавме, да не одиме многу робовладетелство. Лекот каде? Лекот е нашата цел на движењето, е обединување на македонскиот народ. Јас се бари, извини ги да прекинам, на Сител телевизија, се извинувам што упаѓам. На Сител телевизија, таа сика таа емисија Моје село, не знам, една емисија, дечкото како сика тој. Што води, што ги слика селата во... Добро, да. Добро. Имаше студена бара, Кумано, Добро. Сабајле. Па мисли 45-та година е, човеше, со руина само. Мислам, и што вика господинот Чомовски. И тоа телевизиите треба маце по тие селата. Тоа не личат на села, бе, човече. Сигурно си бил на запад таму, не би. Вака, само рушени куки. Да си завршам мислата, па може да дискутираме. Значи, што стана? Тоа викаме, лекот кој е? Лекот е во обединување на народот. Надвор од политиката на овие политичари. Ама да ви народот кажам, треба таа флоскула на обединување на народот, знаете што, прилично е деликатна. Нам ни треба обединување заради интересите на граѓаните, а не заради народот. За интересите на граѓаните, збориме во тој контекст. Добро. Ајдини, ја ќе прашам домакински. Ги носат децата и во основно и во средно училиште домашните проблеми. Им наметнувате ли децата да однесат дома проблеми на социјалната и културолошката средина, кавги на етничка основа, кавги на социјална основа, разлики. Едно време, условно да кажем, имавме наметнато да носиме униформи
мислејќи дека ќе вградиме тој реалистички принцип сите по бојата и по униформите. Што носат децата во школа, што и заминуваат од училиштата? Вака, значи, самото недисциплинирано однесување на децата ни дава на знаење дека изгледа нивните родители или не знаат, или не работат со нив, или значи, фактички не знаат нивните деца како го поминуваат на времето од 7 часа или 6 часа во училиште. Со кого се дружат, кои им се први пријатели, колку учат, како ги ценат своите професори, наставници. Значи, затоа тука нам ни фали во овој триаголник, значи, професор, ученик и родител. Родителот, можам да кажам, значи, многу малце е заинтересиран за успесите на своето дете. И плюс, значи, ако случајно, значи, родителот ни доаѓа на училиште само ако неговото дете има проблеми, за жал, во многу случаи, значи, ќе проба, значи, целата вина да ја остави кај наставникот. Значи, наставникот изгледа во денешно време е крив за све. Значи, за неуспехот на децата во училишта. Зошто трката за така речено формален успех, сите петкаши? Зошто ние не сваќаме дека образованието треба да се учи да создаваме генерации за вештини, за воспитување и психологија на дух? Така е во развиени образовни системи во светот, да кажеме, на пример, Финска. Во Финска нема воопште оцени. Там, значи, 2 пати годишно, значи, за самиот ученик се прави извештај. Еднаш во есен, еднаш во пролет. Значи, со тој извештај, значи, се рангира детето, значи, ученикот, значи, со знаењето во едно ниво и за да знаат родителите, значи, кај да го насочат, значи, каде има ученикот повеќе афинитети, за која професија, да кажеме. И плюс таму, значи, нивните образовни системи се во сасвим друг смер. Значи, кога се мали децата, ги учат, значи, и занаете, значи, како да готват или ги учат етика, морал, бон тон, значи, како да се понашат, значи, кога се качуваат во автобус или кога влегуваат во училиште или кога влегуваат во театар. За жал, значи, кај нас, значи, самите ученици се преоптоварени со многу предмети, значи, многу предмети, многу часови неделни, и сега не е кривицава, значи, само не можем, значи, да ги окривувам учениците. И плюс, значи, технолошките, кажи, новитети исто влијаат, значи, во незаинтересираност. Ама гледате, дали, например, вие пред се и ние сите сме способени за новиот дух на генерацијата која воспитуваме. Па се сите тие деца што доаѓаат, особено во возрастните основни групи на почетокот од село, тие се толку описменити условно на преку така наречената интернет и сајбер комуникацијата, што некогаш ми се чини дека изгледа нелогично. Да, не знаат тоа што ги интересира. Дали е тоа моделот? Па јас мислам дека не, значи користење на технологии, значи интернет или било што, значи во многу начини може да биде и позитивен, значи, ама проблемот е што младиве сега многу малце ги користат, значи, тие вештини, значи, технолошки на позитивен, значи, ги користат за своји забавување, значи, игри и така нато. Заради тоа, значи, јас, например, затоа реков на почетокот, ние наставниците, верувајте, секогаш сакаме да имаме некоја наша граница, поради таквото однесување на самите ученици, значи, ние да не погрешиме поради такво однесување, да знаеме како да постапуваме, значи, затоа реков сме оставени сами на себе, значи, да направиме час интересен за ученикот, на ученикот да му го тргнеме вниманието од самиот мобилен телефон, него да биде целото внимание до нас. Но за тоа треба услови. Со вас почнуваме на нов круг на ова.
дебата, дали во ова политичка поделеност, еве Божиновски вели ни треба обединување или на граѓаните, на нивните интереси. Дали таа поделеност ја сведовме, ја донесовме и во семејството, и дали од семејството се префрла во општеството. Не велам дали се ВМРО-ци, СДСМ-ци, дали воопшто ова социјална разлика ја донесовме дома, од дома се префрла во општеството и на крај имаме една група или целни групи кои се целосно незадоволни. И родители, и деца, и перспективи. Апсолутно така е. Не знам што е причината, дали политичките партии го направија тоа, за да можат, како што вика народот, раскарај па владеј. Можда и тоа е нешто смислено направено, али како што ги гледаме работите во секојдневниот живот, луѓето се многу поделени. Почнувајќи, како што рековте вие, од семејството, од општествената заедница, се рефлектира во целокупниот живот на луѓето. И тоа е јасно. Некои викаат кога беше ВМРО, ако е некој СДС, ово е ВМРО, неќе да се видат, свадби, братучеди се раскарани, претпоставам дека штом се зборува, значи има вистина. Ти не се раскарани само заради идеолошката материја, туку и заради материјалните интереси, предполагам, и фаворизациите. Најмногу ради тоа, се разбира ради тоа. Штом материјал, штом нема пари... Професорот што кажа, во право е, родителите се сите свртени кон бизниси, тендери, децата да им учат, джипови, пари. Нисам многу е гледали во тоа во Македонија, во Скопје. Не се заинтересирани за децата, имаат пари, ке платат таму е професорот нека збори. Подобро и кога професорите се криви, има и професори туримо 5 таму туримо 10, не знам што. И целиот народ е фокусиран, сите сакаат да работат во државна институција. Кажете ми некој што сака да работи во фабрика. Сите родители тоа ги учат децата. Крстевски, вие сте најмлад од овој состав. Јас сега ве подпрашувам врз основа на животното искуство што го носите. Формиравте, например, деца кои ги научивте, одите во живот во кој неизвестно е како ќе завршите и што премрежа ќе имаат. Им кажате дека од социјализам одиме у капитализам, дека у капитализмот ќе се соочите со бруталноста на социјалните разлики. Слушајте... Или ви се враќаат дома и викаат грешно не воспитавте. За моите деца не зборувам, за внуците поинтересно е. Добро, јас сум толку возрастен да веќе внуците ме интересираат. Веќе имам внуци кои што завршиле и факултет и школа и така натаму. Мислам, многу е важно тоа воспитувањето од родителите. Тоа да не се вадиме ние на ситуации, политики и така натаму. Многу е важно домашното воспитување. Од таму се почнува се. Меѓутоа, амбиентот, ја што викам овде како се произведуваат. Моите внуци викаат, дедо, немој да се жалиш, вика. Иако си во право, потпуно си во право тоа што го кажуваш, ма не ти вреди, вика. Ја викам, ќе бидам упорен, ќе идам до крај. Тоа значи дека Дон Кихотска битка водите сами со себе и со Сега ќе ви кажам понатаму. Не ги послушав децата. Меѓутоа, што се случи, испадна дека се во право. Значи, они го сватиле тоа дека е така и дека нема спас. Овдека правото не постои. Тоа, мислам, долго време го дискутираме. Да ви кажам право, може да го знаете, имам еден внук, Гордан Георгиев. Тој беше, го знаете. Тој ме вика дедо Вујче. Вика, ти ми изгледаш како има една приказна уште од Цанкар, ми се чини беше. Слугата Јерне и неговото право. Да. Вика, ти така ми изгледаш. И се смее. Викам, што се смееш кога? Потпуно сум право. Што да правам? Кај да се жалам? Викам, може ли кај некого да ме упатиш? Иди, вика, у Хелсиншки комитет, вика, таму кажи. Што имаш? Идам у Хелсиншки комитет. А па вика, ти си задоснал, вика. Идам кај правобранителот. Пошто да не ве замарам многу, стигнав ја, судиката ми вика,
пошто мислиш ти дека си во право, иди вика во основно обвинителство, уствари прво во финансова полиција, да кажеш што ти направил некој тамо, што погрешно внел податоци и сега сум задолжен со овие 100.000 денари. Идам ја во финансова полиција. Викам така и така, што да правам? Вика, ќе поднесеш кривична пријава против тој што ти го направил тоа. Добро што не ви рекле против непознат сторител, може и така име и презиме. Име и презиме. Вика, пак ќе дојде кај нас тој случај, вика, која ќе поднесеш таа кривична пријава во основно обвинителство, па ние ќе го решаваме. Али побрзо да биде, директно иди ти со кривичната пријава. 2 години. Добро ви рекол заслугата Јерне, да. Тука, господин Чумовски, одговорност не превзима никој на нешто ако се случи. Никој не е одговорен. Само што го кажа он, од врата на врата, овој е задужен, овој, ја не сум, тој... Да го чуеме. Колега, сами сме криви. Кажи ми зашто. Криви сме затоа што не сакаме да влеземе во проблем. Беше ли у Хелсински комитет? Што ти рекоа? Тоа зборувам. Компјутерот не ги интересира луѓето. Иде у правда, иде кај правобранителот. Иде кај правобранителот, чекај, не ги интересираат луѓето или не ги интересираат проблемите? Никого не интересира маките на луѓето. Така испадна. Секој се интересира само за себе. Од комисија, од процедурите што се он што кажува, значи 100 врати треба да од врата на врата. И на крај ништо. Божиновски? Слушајте, уште нешто, се извинувам. извинувам. На оваа перциализација на проблемите не можеме да одговориме само со обединување. Со што? Какво обединување? Со веродостојност на институции или со... Веродостојност на институции, да, но меѓутоа треба работи да се фатат од корен, господин Чумовски. Никој не покренал до сега иницијатива за електронски попис на народот што живее во оваа држава. Тука е најголемиот проблем. За да се фата работите од корен, треба да се попишеме. Треба да се преброи. Сега навестува 2020 попис. Каков ќе биде тој попис, господин Чумовски? Според стандардите на Евростат. Ќе не бројат како... Како и да сакате, пописот е броење. Како и да сакате. Бројат станови, бројат жители. Ќе не бројат како жители, така? Да. Што правиме, значи, за питата да расподелиме во оваа држава? Што правиме, како ќе поделиме питата? Ако не бројат како жители, мора да има пита процентуална. Колку се македонци, колку се албанци, колку се власи, колку се роми, па да видиме на секој еден колку му следува. А нели се сите луѓе? Што има врска тоа? Дали се роми или се... Сите се луѓе. Сите имаме проблеми. И сега одеднаш е... Јас овде воопшто не ме собрав на пример на оваа релација. Един е сосема случајно е учител, а не е албанец. Мојот стил на комуникација е космополитски. Добро, ама... Космополитски. Значи, зборам, значи, космополитски. Не може да ме разберете погрешно. Не ме разбирам погрешно, али уопште не е важно кој е македонец, кој е... За мене е важно, господин. Ај кажете ми, јас сум од мешан брак. Што сум ја, кажете ми? Јас сум од мешан брак. Не вашиот брак, значи... Не, ја ви кажувам, јас сум од мешан брак. Дозволете ми да се искажам, ја не ви упадна во... Треба да бидете научени, овие се разговори таймтейбл. Што значи дека... Да се слушаме се, ако упаѓаме во дискусија, нема да се разбереме. Се извинувам. Да. Значи, мојата перцепција кажува дека Македонија и македонците има терцијарен ред во државава. На прво место се власите, на второ место албанците, на трето место... Ајде да го прекинеме, тука сум алергичен на таквите етнички клучеви. Ама спорам се космополитски, господин Чумовски. Не може да зборите космополитски ако правите етничка градација. Ама зашто да не правиме етничка градација? Мора да знаеме кој сме, што сме во државава. Како можеме да ги гледаме работите површно? Тоа нема да ни ги реши проблемите. Гледаме темелно. Тоа проблемите нема да ни ги реши воопшто. Само да се доискажам, ако можете. Значи, не сакам да не скокате, значи сакам да се доискажам. Значи, во Македонија мора да има електронски попис. Пописот мора да се спроведе. Зашто се избегава? Зашто не се нема чувство осе за тоа се спроведе, останува... Ама еве ви информација, ја следите. И тоа ќе го расчеречиме директорот на Завод за статистика, кој првпат вели нема етнички критериум. Правиме попис на граѓани на Македонија. Со која цена е да нема етнички критериум? Зашто да нема етнички критериум? Затоа што ние попишуваме жители, население. Добро.
Како тогаш, на пример, еве зборам, мислам нема да Јас сум разберам. од мешан брак. Како ќе Не, ме добро, попише? тоа е сега друга Добро, прашање. сега, не, Извинете, чекајте. Немојте да се Што е револтирате. битно? Што е битно? Не, добро, Не, ние потреба. сме далеко. Ама од нема тоа. да ни го Уште реши една- тој проблемот. Јас Нас зборувам за политичарите, проблемите. значи не за храна проблемите со национализам. Кај нас национализам не постои. Ние треба сите да си ја сакаме и почитуваме татковината. Ова е татковина на сите нас. Првично што треба да сакаме и сите да допринесуваме. Што се случува во држава? Гледа кој како да ја распарчи, кој како да ја разграба, кој како да ја шпионира, кој како да ја распродаде. Па дајте бе луѓе, кој во државава дава за државата. Сите гледаат само како да ја разнебитат. Добро, поштувани гледачи, ќе се вратиме. Ова е, јас го нареков, граѓански форум на телевизија 1. Овие луѓе кои дојдоа на своја добра волја и основа, врз основа на нашите повици и контакти што ги оставихте, пристигна и тоа се Ангеле Крстевски, пензионер, Љупчо Јанковски, возач, Александар Божиновски, бизнисмен, Енвер Ајдини, училичен професор во средно училиште и Миле Цветановски, екс-банкарски службеник. И од овој список од 20-тина, утринава разговарав и со Гојко Танасевски, или Танасовски, од нашинец од Охрид, кој живее час во Охрид, час надвор. И тој вели, поради временските услови, од Охрид тешко му беше да дојде, во некоја друга прилика која порано би го поканил ќе дојде, но се согласи на еден телевизиски контакт и со него практично ќе почнеме релацијата овие граѓани со мене, вашите искажувања со моите гости, да направиме еден нов обид на интерактивно дебатирање. Сега малку реклами, додека не ги загреете телефоните, а потоа имаме половина час за заедничко дебатирање, со таа разлика што првиот што ќе се јави, ќе ја наметне темата, за неја ќе разговараме централно. Но се надевам нема да биде, да речам, условно лично, персонално, извршители и судови. Можете да кажете за која тема сакате, за таа ќе разговараме сите заедно, може би не најкомпетентно, но со своји ставови и расудување. ЕПП и се враќаме назад со телефонските контакти.